Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Спортското риболовно здружение Кочански рибар го реализираше второто порибување на акумулацијата Градче. Во водите на браната беа пуштени околу 350 килограми риба и рибен подмладок од сортата крап, набавени со средства на здружението и со донации од неколку фирми во Кочани. Второ порибување на браната Градче извршија членовите на спортско-риболовното здружение Кочански рибар, откако минатата година ја добија концесијата за оваа акумулација. Збогатувањето на рибниот фонд на езерото повторно беше направено со крап, но за разлика од порибувањето во ноември, овој пат, освен крупна риба, имаше и рибен подмладок. Покрај тоа што ова е нивна законска обврска, тие и доброволно набавија дополнителни количини, за што вкупно се вложени околу 100.000 денари. Кочанските рибари рекоа дека нивното работење досега оди според планирањата, зашто добиваат поддршка и во јавноста, како и од стопанските субјекти во регионот. Сета ова успешна акција која што денеска ја спроведевме, генерално имаме помош и од наши сограѓани и приватни стопанственици кои што ни помогнаа сето ова успешно да го реализираме. Значи денеска пуштаме 1000 единки подмладок на крап со некоја просечна тежина околу 50 грама и едно 300 килограми на крап со некоја просечна тежина од 2 килограма. Димитров рече дека првото порибување на крајот од минатата година се покажало како доста успешно. Рибата се аклиматизирала, а рибарите се задоволни што веќе имаат успех кога ловат овде. Дозволено е да се лови според усвоениот правилник на здружението и досега одредбите се почитуваат. Значи за нашата брана на акумулација Градче дозволен е само еден примерок излов. Секој нареден кој што ќе се фане мора да се пуште поттитно, значи нема задржување повеќе крапа у чуварката. Може да се лове уште сега, со тоа што меѓу мала и голема река ќе ставиме привремена забрана, затоа што секојаш крапа во овој период се мрести во плиткото, така да тај дел ќе оставиме привремено за забрана. Според Димитров, интересот за риболов на браната е солиден, зашто потврда е што досега се издадени 70 годишни дозволи, а дополнително заинтересираните набавуваат и дневни дозволи во двете риболовни продавници во градот и на рецепцијата на хотелот Градче. Инаку од спортско-риболовното здружение Кочански рибар планираат годинава да се изврши уште едно порибување со крап, што би се реализирало во декември, со што ќе се исполни планот за 2 такви активности годишно, како и едно порибување со пастрамка во текот на есента. Вести од Црна хроника. 48 годишен жител од виничкото село Липец загинал како последица на превратување на тракторот што го управувал. Поради тешките телесни повреди немало можност да му се укаже прва помош, па лекарската екипа констатирала смрт на лице место. Нова сообраќајна несреќа што заврши со трагични последици се случи пред пладнето во Виничко. 48 годишниот МП, жител на селото Липец, загинал на локалниот патен правец што води кон Виница, откако се превртел тракторот што го управувал. Се претпоставува дека причина за несреќата е момент на невнимание, што на крајот имало кобни последици. Според извештајот од секторот за внатрешни работи, утрината околу 10 часот на локалниот патен правец од селото Липец кон Виница, МП се движел со земјоделска механизација, при што дошло до превртување на тракторот. Возачот не успеал навреме да реагира и се нашол притиснат под возилото, при што се здобил со нагмечување на внатрешните органи. Поради сериозноста на повредите, безуспешни биле обидите да му се помогне и да се укаже прва помош, па лекарската екипа констатирала дека трактористот починал на местото на несреќата. Ова не е прв случај со тешки и кобни последици при ваков вид сообраќајна несреќа во регионот. Пред 4 години во близина на селото Оризари 2 постари лица загинаа, а 15 на малолетници беа повредени, откако трактор се преврате на враќање од првомајското празнување. Слична несреќа имаше и пред 1 година во Тракање, кога жител на селото се здоби со тешки телесни повреди, откако возилото само се предвижило и го прегазило. Силна смрдеа и нечистотија се шири од монтажниот тоалет, што е поставен на прометна и видлива локација во населбата Калиманова глава во Кучани.
Жителите со реакција да се сруши вецето, бидејќи представува опасна закана за ширење зарази, дополнително што несовесни граѓани и понатаму продолжуваат да вршат нужда околу импровизираниот објект. Од општината со одговор дека просторот ќе се преуредува во парк. Откако заминаа работниците на Струмички Жикол, кои што го користеа монтажното полско веце на улицата Роза Петрова во населбата Калиманова глава во Кочани, истото остана запустено и се претвори во депонија. Жителите кои што живеат во близина на монтажното импровизирано веце од кое се шири смрдеа и покрај мини депонијата, се жала дека нечистотијата и непријатниот мирис што излегува од тоалетот им пречи и се плашат од појава на евентуални зарази. Бараат од општината да се среди состојбата или да се сруши вецето, бидејќи сега не се користи, а истото шири голема зараза од и не е исчистено долго време. Дополнителен проблем представува што луѓето, посебно навечер, околу импровизираниот тоалет вршат нужда, со што дополнително ја загадуваат околината. Може да се урне, са никој не иде там. Тоа е само така се стои там. Работниците си уидоа. Тоа се беше на него. Никој не го користи. Има тоа цел континерите, ветер дуе не се литне надоле. Еја. Ѓубрето те континерите се туа до зградите. И се надоле литне ѓубрето секаде. Ветер дуе не ние сме на рит. Се однесе надол туа кај нас, од крај сме. Туа ветеро до насаде, до наса ветер. Ние туа чистиме околе трансформаторот, ние чистиме. Што да правиме тука? Ние ако се очистиме, иначе никој не доваѓа да ни чисти. Па не добро слика дава, не само тука. Сегде е. Него, ово е претерано. Да е само тука, ајде да простиме, него целиот град никома е така. Едино центарот го држа тука, да ни пуне око, да викате Кочани чисто е. Плаќаме комунално, една недела 2 доваѓа по ѓубре, повторо плаќаме за улично метење, а метла не сме видели дамок. Бидејќи станува збор за општински простор, од општината велат дека се запознаени со случајот и дека наскоро ќе започнат активности за преуредување на целиот простор и пренамена во парк. До тогаш останува луѓето да го заобиколуваат делот каде што е монтажниот тоалет и да се апелира да проработи свеста кај луѓето да не се врши нужда околу вецето, бидејќи може да се прошири зараза, посебно кај децата, кои што секојдневно си играат и се движат во тој дел од градот. Над 4000 евра планира да потроши општина Кочани од буџетските средства за варосување на сопствени простории, како и за ѕидовите и жардинерите во трговскиот центар. Тендерската постапка е веќе објавена, а пријавувањето на заинтересираните е до понеделник. Над 250.000 денари, без трошоците за данок на додадена вредност, ќе потроши општина Кочани од буџетските средства за варосување на сопствени простории, како и за ѕидовите и бетонските жардинери во трговскиот центар. Освежувањето и разобувувањето е планирано да се реализира уште пролетва, поради што е распишен јавен повик за прибирање понуди од заинтересираните фирми, даватели на услугата. Се работи за активност што се изведува на одреден временски период, со оглед што обезбедувањето ваков вид услуги не е вклучено во редовното годишно одржување на имотот, односно просторот за кој е надлежна локалната самоуправа. Повремени посетни интервенции во трговскиот центар имаше и во изминатите години, пред се во санирањето на оштетувањата на скалите во блокот Б, како и на плочникот во блокот А повремено се варасуваа и ѕидовите на кои претходно имало излепено плакати и рекламен материјал или пак биле испишани графити. Иако сумата што е наменета за новото разобувување, посебно на овој дел од централното градско подрачје, изгледа висока, факт е дека, освен реконструкцијата на фонтаната, во изминатиот период немаше позначени инвестиции во подобрувањето на инфраструктурата. Јавниот оглас за избор на изведувач на работите за варосување веќе тече, а пријавувањето на заинтересираните фирми е до понеделник, 3 април. Варосувањето на просториите во сопственост на општината, како и на ѕидовите и жардинерите во трговскиот центар, ќе се реализира сукцесивно во текот на годината, според потребите на нарачателот.
Пред полната сала на Центарот за култура Бели Мугри во Окочани премиерно беше одиграна детската представа Алиса во земјата на чудата во режија на Кристина Атанасова Арсова, а во кореографија и сценографија на Андријана Андреева. Станува збор за представа која што нуди поинаков сценски израз. Детската представа Алиса во земјата на чудата ја доживеа својата премиера. Синоќа пред кочанци кои што ја наполнија салата на Центарот за култура Бели Мугри беше одиграна од страна на 40 актери, членови на драмското детско студио и на балетската група кои што работат во Центарот за култура. Представата е во режија на Кристина Атанасова Арсова, додека кореографијата и сценографијата за представата ја направи Андријана Андреева. Алиса во земјата на чудата беше представа која што овој пат понуди поинаков сценски израз. Истата започна во градскиот парк, а преку поставениот тунел продолжи да се игра на сцената на Центарот за култура. Салата беше исполнета до последното место, што ретко се забележува на театарска представа во Окочани. Тоа можеби е знак дека публиката повторно се враќа во театарот. И самите актери задоволни од изведената премиера. Представата ја подготвуваме, мислам, од септември месец. Јас како Алиса лично сум многу задоволна од представата и од улогата и од сите членови, почнувајќи од најмалите па до најголемите во представата. Во годинешната представа акцентот беше ставен на играта и музиката. Всушност ова беше еден мюзикл во кој што учествува голем број на актери, како што веќе кажав, од најмали до најголем. Во оваа представа го играв нараторот, оно кој што ја водише почетокот на представата, кој што ја најави влезот во таа чудесна земја, нели, каде што Алиса потоа влегува во земјата на чудото. И сум многу задоволен како помина ова премиерно издание на оваа представа, затоа што на најмладите, нели, нашата најдрага публика, ја успеавме да направиме да има насмевка на нивните лица, да бидат задоволни и едноставно ова 40 на минути да ги поминат во едно пријатно расположение заедно со нас. Представата Алиса во земјата на чудото е всушност дел од работата на драмското студио пред Центарот за култура, откаде што беа изведени во континуитет и представите Петар Пан, Народниот раскажувач и други. Според најавите, представата ќе биде одиграна уште неколку пати во Окочани, но и во Виница, Штип и Скопје. Представата Алиса во земјата на чудото е проект на Кочанскиот центар за култура, финансиски поддржан од Министерството за култура. По повод Меѓународниот ден на литературата за деца 2 април, библиотеката Искра од Кочани в петок на 31 март ќе го реализира проектот под наслов Славење на Меѓународниот ден на литературата за деца. По тој повод ќе се одржи средба на ученици со автори и креативно-ликовна работилница, а во салата на Мултикултурниот центар во Кочани ќе се одржи фестивал на децата, книгите и музиката. Јавната општинска установа Библиотека Искра Кочани и годинава ќе се вклучи во одбележувањето на Меѓународниот ден на литературата за деца. По тој повод библиотеката како проект од Министерството за култура на Република Македонија за годинава ја доби манифестацијата под наслов Другарувањето со книгите Ние песна, фестивал на децата, книгите и музиката. По тој повод, на 31 март, петок, библиотеката ќе реализира неколку средби со автори и илустратори, а меѓу нив и средба со добитникот на наградата Ванчо Николевски за минатата година. Меѓународниот ден на литературата за деца најпрвин ќе започне со средба на учениците од основните училишта со авторката Билјана Црвенковска, а потоа и со креативно-ликовна работилница на илустраторката Катерина Николовска. Присутните на средбата ќе имаат можност да се сретнат и со поетот за деца Александар Поповски, добитник на наградата Ванчо Николевски за минатата година на Друштвото на писателите на Македонија. Како завршна манифестација на одбележувањето на Денот на литературата за деца, ќе се одржи фестивалот на децата, книгите и музиката, во кој што на најуспешните ликовни и поетски творби од распишаниот конкурс ќе им бидат доделени пригодни награди во книги. На ликовниот и поетски конкурс учествуваат ученици од основните училишта од градот и населбата Оризари од 1 до 9 одделение.
Во рамките на одбележувањето на Денот на литературата за деца во Кочанската библиотека Искра ќе биде отворен продажен штанд на литература за деца на издавачката куќа Арс Ламина од Скопје. Во рамките на ПХВ програмата, проект кој што се имплементира во сите општински организации на Црвениот крст во Република Македонија, в четврток, 30 март, пред Центарот за култура Бели Могри, ќе се одржи хуманитарна изложба, односно продажба на рачни изработки. Изложбата ќе биде отворена од 12:30 до 18:30 часот. За да се реализира оваа изложба и продажба, локални уметници, сликари од градот Кочани донираа своји лични дела. Финансиските средства што ќе се соберат од оваа изложба ќе бидат наменети за хуманитарни цели. Следува информацијата од спортот. Кошаркарите на Баскет Дино во М12 лигата на домашен терен ја совладаа силната екипа на МЗТ од Скопје. Во последното коло од регуларниот дел на првенството, викендов ќе гостуваат во Струмица, а потоа ќе се играат надпреварите од разигрувањето. Во предпоследното коло од регуларниот дел на првенството во младинската М12 кошаркарска лига, екипата на Баскет Дино како домакин го совлада МЗТ од Скопје со резултат 68:55. Средбата, што беше од големо значење за двата тима, беше борбена и неизвестна до самиот крај, иако домакините во текот на 4 четвртини постојано беа во предност. На крајот, младите кошаркари на тренерот Сашо Лазаров не дозволија изненадување, па иако водеа со 16 поени разлика, гостите постигнаа тројка во последната секунда и го намалија поразот. Интересот за оваа средба беше голем, зашто сведочи и присуството на публиката, која дојде да го бодри нашиот тим. Со победата против директниот конкурент за врвот на табелата, Баскет Дино ги оправда очекувањата и добрите настапи како фаворит во текот на целото првенство, така што освен поразот во Скопје на одложениот меч против Водно Санс, во сите досегашни средби беа постигнати убедливи победи. Во последното коло од регуларниот дел на првенството, в сабота, нашите момчиња ќе гостуваат во Струмица против екипата на Академија, а потоа ќе се играат разигрувањата. Ова значи дека трите првопласирани екипи од двете групи ќе играат меѓусебно, пошто најдобрите 4 ќе се сретнат во така наречениот Final Four за освојување на првото место во М12 лигата. Во третата лига пак, по службената победа на нашите кошаркари во последното коло против Борец, кој се откажа од учество во првенството, викендов ќе започнат преварите од разигрувањето. Во првиот круг, Баскет Дино ќе гостува во Куманово против Balfour Life. Со оглед што кумановчани се една од подобрите екипи во лигата, ова ќе биде тешка задача за кочанскиот кошаркарски третолигаш, но тоа не значи дека е невозможно да се направи успех и нашите момчиња да се вмешаат во борбата за пласман во врвот на табелата. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.